На Штипскиот универзитет Гоце Делчев во моментот студираат околу 8.000 студенти, од кои над 6.000 се само во Штип. Во оваа бројка влегуваат и странските студенти, кои во најголем број се од Турција, но има и од Германија, Шведска и Шпанија, како дел од Еразмус плюс програмата. Вкупната бројка на странски студенти, некаде активни странски студенти околу 700 и имаме на подготвителна настава по македонски јазик уште околу 500, значи од околу 1200 би се движеле бројките, иако тоа се релативни бројки. Ваквата бројка на странски, но и домашни студенти само ја нагласува потребата од студентски дом. Пред 10 години општина Штип го отстапи корисничкото право на локацијата кај старото нервно одделение, каде што сега урбанистички се шири градот, а пропаднатата зграда на старото нервно одделение во Штип во моментов е дом за неколку семејства од ромската заедница. Но со европски пари општината ќе гради типски куќи и на тој начин ќе го решава стамбеното прашање на ромските семејства, пошто се отвора просторот за урбанистичко планирање и изградба на стамбени згради и студентски дом. Дефинитивно наша цел и на општината и на универзитетот со ресорното министерство е таму да се урбанизира просторот кој што моментално е на грда слика за градот, не безбедна слика, и со тоа да допринесеме за развој и на универзитетот, но и за развој на општина Штип. Моменталното решение за сместување на поголем дел од студентите во Штип е плаќањето кирии за станови, но има и такви кои можат да си дозволат сместување во неколкуте приватни студентски домови кои ги има во Штип, а на располагање и државниот ученички дом. Кира 400 евро. 400 евро. Да. 400 евро. Еден месец. Еден месец. Инаку најатрактивен факултет како за домашните, така и за странските студенти и понатаму е медицинскиот.